Техничката влада е коалициона и секоја партија ќе предложи своји кандидати, потенцира Ковачевски, одговарајќи на прашањето дали ќе има средба со Мицкоски за утврдување на кадровски решенија. За кадровски решенија ние не можеме да се сретнеме затоа што секоја политичка партија ги дава своите кадровски решенија во техничка или било која друга коалициона влада. По својата форма и суштина оваа влада е коалициона во која што учествува и опозицијата со точно определени ресори според законот за избори и законот за влада. Така да тие треба да ги соопштат своите избори, своите кандидати и да ги достават до владата и до собранието подоцна за да може да бидат изборени. Така да тоа е воспоставена процедура, секако дека ќе се сретнеме за да поразговараме околу другите елементи на изборите. Имате ли прецизирано? Не. Во однос на дилемите, кои се партии од македонскиот и албанскиот блок ќе учествуваат во така наречениот Европски фронт и која е неговата реалност, вице-премиерот за економски прашања и подпредседател на СДСМ Фатмир Бидики изјави: Европскиот фронт ќе важи и он ќе живее до денот на европска интеграција целосна во нашата земја. И не само кон одредени политички партии кои што е отворена, таа е отворена кон сите граѓани на нашата земја кои што го избираат патот за Европската унија. Се друго е ствар на денови кога ќе се обзнанат кои се дел од Европскиот фронт.